Специјалниот пратеник на Соединетите Американски држави за Балканот, амбасадорот Джеймс Холмс, денеска пристигна во повеќедневна посета на Македонија. Тој изјави дека Вашингтон нема да го толерира насилството и во случај тоа да доаѓа острана, што е предупредување и до земјите од опкружувањето на Македонија. Холмс и специјалниот пратеник на Европската Унија, Ален Леруа, попладнево го изнесува ставот дека и натаму централна заложба на Америка и на Унијата е имплементацијата на рамковниот договор. Резултатите од донаторската конференција ги надминаа сите очекувања, констатираа двајцата специјални представници на САД и на Европската Унија. Според Ален Леруа, тоа е признание за сите. Ова е признание од меѓународната заедница и Европската Унија за напорите во Македонија, особено на македонските и албанските партии, потписници на рамковниот договор, кои треба да го исполнат со целосна доверба. САД и натаму останува примарен партнер на Македонија за финансиска помош, истакна Джеймс Холмс. Според него, политичкиот договор и неговата имплементација остануваат централен принцип на американските заложби. Тоа значи дополнителна работа треба да се направи во имплементација на законот за амнестија и законот за локална самоуправа, како и да се усвои легислативата за еднакви права при употреба на јазиците. Представниците со констатација дека македонската влада мора сериозно да се погрижи за корупцијата во земјата, но Холмс е загрижен и за идното политичко раководство во Македонија. Тие што пропагирале насилство и организирале вооружени провокации треба да се изолираат од политичкото раководство на Македонија, но и од меѓународната заедница. Сега Македонија треба да си ја гледа својата работа, да обезбеди мирна атмосфера за да се почитува нејзината граница и територијалниот интегритет. Што се однесува до дефинираната гранична линија на Македонија со СРЈ, американскиот пратеник со став дека тоа прашање нема што да се решава, кога е решено и поздравено од Советот за безбедност. На ова се согласува и европскиот представник. Договорот меѓу Македонија и Југославија треба целосно да се почитува. На таа позиција е и Европската Унија. И за двајцата веќе нема нерешени прашања кои би продуцирале ескалација на кризата во Македонија. Ефектите од операционализацијата на амнестијата не може да се забележат на теренот, оцени денеска министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски. Тој додаде дека не е спорна соработката со Хашкиот трибунал, но и дека Македонија од почетокот настојувала да се затвори љуботенскиот случај. Христијански е да се простат гревовите е ставот на Љубе Бошковски, како министер за внатрешни работи и како член на ВМРО ДПМН. По повод имплементацијата на законот за амнестија и ослободувањето на притворените и осудените припадници на ОНА. Но засега, според Бошковски, ефектите од законот се уште не можат да се забележат на терен. Процесот на враќање на полицијата во кризните региони и натаму се забавува од страна на одредени лица и вооружени групи. Сите аргументи се исцрпени. Силните аргументи се на страната на Република Македонија. Силните аргументи се сега во нашите раце. Европа, меѓународната заедница битно го менува ставот околу Република Македонија и мислам дека ние сме во голема предност. Спремни сме секоја погрешка адекватно согласно меѓународното право, Уставот на Република Македонија, законите и да ја спроведеме. Потребата од соработка на МВР со Хашкиот трибунал за министерот Бошковски е неспорна, особено околу 20-тината пријави против воено-политичкиот врв на ОНА за организирање и подготвување геноцид и дела против човештвото. Полицијата и истражните органи се заинтересирани за затворање на љуботенскиот случај, уште од првиот ден кога се инсистирало да биде извршен увид. Не се изврши увидот бидејќи вооружаните групи од село Љуботен не дозволија истражниот судија, јавниот обвинител и крим полицијата на Република Македонија, трите независни институции да дојдат и да ја утврдат фактичката состојба.